борците од 1878 до 2001. Ако гледате дека во стратешките приоритети за инфраструктура за развој до 2016 година се ставени и одобрени во владата и во службен весник и веќе ќе почнати многу проекти за поврзување железничко со Албанија, за поврзување патно или проширување на постоечките патни правци со Блаце и со Танушевци и со така Јажинце и границата со Косово, не замерувајќи ги сите проекти што се инфраструктурни и за другите земји поврзување. Ги нагласувам тие што се ставени и што се реализирани, знаеме бројот на правичната застапеност и примените албанци и членови од други заедници во конкурсите во државната администрација да не направим. Хожа ми најавите реплика за ова излагање на... За албанската азбука, кога спомнавте, за жал се случи една многу грда ситуација, кога од страна на ДУИ беше организирана прославата за азбуката и тогаш се исклучи Институтот за духовно и културно наследство на албанците од оваа прослава, а се знае дека овој институт беше столбот на албанскиот интелект, да кажам, и мощна значајна институција. Потоа имаме тука и за законот на јазикот, би сакала да нагласам законот на 20%, нели така, кој што не го прави официјален албанскиот јазик и како се пласираше од страна на ДУИ дека го озваничува албанскиот јазик. Да, може сега контрареплика имам право. Прво, може да им одговорите со... Нешто да надополнам, пошто 100 годишнината од прославата на азбуката се спомна, требаше да се случи во Битола, во манастир. Не се случи. Имаше претhodна одлука, обезбедени пари, финансиски средства во владата 2008 година. За жал не се случи. Се одолговеше целата постапка за реновирање и реконструкција на објектот и во импровизирани услови таа прослава се реализираше во Скопје. Втора работа околу програмите што ги спомнавте, дека успеавте во владата да наметнете една динамична реализација на капиталните објекти. Мислам дека тука се залежуваме сите. Погледнете ги убаво програмите на владата на Република Македонија, каде што има проектирање, физибилити студија. Значи, тие се десетици хиляди евра само што се извојуваат пари за се нацрта проектот, а не да се реализира проектот. Има разлика, има разлика помеѓу реализација и цртање на проект. Прво да одговарам на почитуваната госпоѓа Семируше. Ние сакавме да направиме во врска со институтот што го спомнавте. Тоа е државна манифестација и символиката, сакав да кажам јас. Ние и 2003 отидовме јас лично во Битола, а претходно вие сега како ДПА, господин Селмани долго време како ДПА ниту споменува Битолскиот конгрес. Ние 2003 направивме 95-та годишнина и тогаш имавме дури закани не доаѓате, ќе пукаме по вас во Битола. Отидов како потреsalно собрание, сега има музеј. Почеток е таков. Институционализација на нашата култура, аутоктоност и заедничка држава се гради така. Значи, институционализираме. Оврска со вашиот институт, што често намилувате да го спомнувате, ние сакаме да направиме пресконференција во 1 сат, 13 часот еден ден, не се сеќам сега на датум, може да се провери. Кога дознаат од ДПА, потрчаа да стават мебел од 12 сатот за да кажат дека тој институт функционира. Ружди Матоши, господин, беше тогаш со ДПА, сега е со често се менува адресовите кај вас, има и нови играчи, така што Ружди Матоши потрча да стави мебел. Ние ги правиме нешто што ми рече мојот пријател во Брисел, а вие и во опозиција само критикувате. Ви благодарам. Зборуваме за демократскиот амбиент генерално, така да ќе се навратите да не одиме во хендикепирани се македонскиот дел од гласачите сега, бидејќи нема дебата со представникот на власта, но тоа е тоа. Имам тука ја една сугестија. Имам сугестија, прво да им се извиниме на гледачите, вие кажавте кога одиме уживо, ние всушност одиме у полуживо, бидејќи ви исклучиле од 2/3 од Македонија и предлагам да го вклучите на хотлайн државниот владениот кандидат
Ѓорѓе, белким ќе ве уклучат, тогаш и ќе можеме да одиме живо во цела Македонија. Тоа е као методолошка за неговото патување, методолошка забелешка да не уклучат живо, ако може. Јас тој пат го поминав. Таа сега добив информација дека во добар дел од Македонија не се гледа А1, меѓутоа уште не можам да ја потврдам, така да ќе дознаеме веројатно утре какви биле ритмизите на гледаноста на вестите. Хоџа, има ли доволно политичка култура меѓу партиите во Македонија да може да признаат изборен пораз? Сметам дека ни недостасува политичка култура, тоа е очигледно и видливо дури и во текот на овие избори. Дали може да го искористам времето само да реплицирам на кажаното, бидејќи е многу битно. Значи, господине Буџаку, согласно Законот за научно-истражувачката дејност, 1 година е потребна за основање на институтот, видот Институтот за духовно-културно наследство на албанците. Толку време е точно поминато. Тоа ви го гарантирам со сета професионална одговорност, бидејќи бев ВД директор, па дуи ми го блокираше мандатот во времето, така што не стои кажаното околу мебелот. Благодарам. Кој е виновен што и по 18 години традиција се уште не ви дам избор, се уште зборуваме за недемократски амбиент. Кој е виновен? И ова е, дел од недемократскиот амбиент. Гледате, политичарите пред се. Јас често и велам и на нашите митинзи го доведовме граѓанинот во ситуација да се прашува за што служи политиката, дали воопшто служи за нешто, бидејќи е исплашен, разочаран, уништен, ограбен, целосно заплашувано со разни видови средства. И вие новинарите сте заплашени. Ова што се случува вечер е сомнително. Како може да се исклучи телевизијата? Каде кандидатот кој дочекаме од 9,5 часот на една држава која е 100-150 километри, мислам, јас дојдов, сите дојдовме, дојде од многу потежок пат. Тоа се све удари на демократија, која што овој народ, на вистина, знаете што, мислам, на вистина сме загрижени. И од друга страна, сите наши добри намери, се собравме. На моја иницијатива се собравме коректно. Покажавме на народот дека имаме волја да комуницираме, испративме добра порака и до граѓаните и до меѓународната заедница. Меѓутоа, ова е лоша порака за демократијата, ова е лоша порака и за гледачите. И сега пазете, со 100.000 билборди кои што луѓето ќе гласат за слика, не за човек. Тие одат и гледат слика. Ние сите заедно немаме 20%. 80% сега отвори Рерна, отвори Тостер, го гледаш Ѓорѓе. Мислам, не е коректно вака. Остајте што не стави од таква ситуација, сега е недостапен ниту за нас, ниту за сите. Па на што личи ова дебата? Сега не знаеме што да кажеме, на која тема да се посветиме. И затоа мислам дека е некоректен ваквиот однос. Протестирам и ја и сите, мислам дека сме во истата позиција. Фршковски, вие директно учествувавте во градењето на неколку важни документи за држава, од Уставот па се до рамковниот договор. Мислите ли дека од оваа дистанца тие беа лоша база за создавање на демократски амбиент, ако денеска велиме дека го немаме, како што треба? Не, тоа се добра база за создавање на демократски амбиент. Охридскиот договор и уставните амандмани се наш пасош за Европската унија, НАТО, целата таа меѓународна политика на Македонија и на односот кон странците, на странците кон нас. И тука мислам дека недвојбено договорот е оценет како еден од договорите најдобри во регионот кој гради држава, а не разградува држава. Меѓутоа, проблемот на политичката култура не го гледајте толку во документите. Проблемот на политичката култура е во една политичка олигархија моментално во државата, која има таков тип на однесување. Еден подценувачки однос. Луѓето не се бореле